Навремено и точно информирајќи ве за сите новини во градот, пријатни и непријатни, повестите за пожарите кои периодов избувнаа на територијата на Крива Паланка, ве информираме за последниот настанат пожар во селото Трново, кој е оценет како еден од поопасните зашто зафати и дел од куќите во селото, но за среќа немаше трајни последици по населението, иако е настаната голема материјална штета. Деталите за пожарот ги има колешката Валентина Христова, која разговараше со командирот на територијалната противпожарна единица Иле Коцевски. Во моментот кога територијалната противпожарна единица од Крива Паланка ја прими дојавата за пожарот во село Трново на 11 септември 2012 година, нашата екипа се наоѓаше во просториите на пожарната и ги доби првичните информации за локацијата на пожарот. Веднаш по дојавата командирот испрати екипа на терен, а поради алармантноста, ден потоа ги сумираме податоците и ве информираме од прва рака за пожарот. Кога мислевме дека ќе ги сублимираме податоците од сите пожари што се случија деновиве, несомнено знаеме дека има многу пожари на територијата на Крива Паланка. Вчера се случи друг пожар. Што детално беше зафатено? Да, значи вчера територијалната противпожарна единица во 14 часот и 03 минути прими пријава за настанат пожар во село Трново, место викано Мало Ролевци. Тоа е Карши црквата. Од таму ни се јавија повеќе граѓани кои ни кажаа дека за почеток гори сува трева. Веднаш е упатена екипа на лице место со едно теренско возило Лада Нива и 4 пожарникари и тие се пристигнати на лице место во 14:25. Кога се пристигнати на лице место во 14:25, поради високата и сува трева, пожарот се ширеше на кај куќите, веднаш побара помош од дополнително од цистерна, бидејќи им треба вода. Некаде во околу 15 часот е пратено едното возило и тоа не беше доволно. Во 15:30 го прати, тоа отиде за застава 80-10 со еден пожарникар, во 15:30 го пуштивме и навалното возило там 5500 со еден пожарникар. Во 16 часот повторно побараа вода, тогаш ја пуштивме исканијата за да можат да се спасат куќите. Меѓутоа, од пожарот беа зафатени куќи во Мала викана Дунковци, при што една куќа изгоре целосно. Таа куќа не е напуштена, значи во неја живеат луѓе, живее некоја постора господја, веројатно сама. Незините деца не се тука. Таа куќа изгоре целосно. Меѓутоа, во незина близина исто делумно се зафати уште една друга куќа, таа ја спасивме и помошните објекти кои беа руинирани, изгореа, тие беа зафатени од пожарот. Другите куќи кои што се наоѓаат во близина викендици, тие се комплетно спасени. Сакам да искажам голема благодарност исто за несебичното залагање на територијалната противпожарна единица и од Транковце, која и овој пат успеа да дојде на лице место, да ни помогне во интервенцијата за гасење на пожарот и несебичното залагање на шумското стопанство, на јавното предпријатие Македонски шуми ПШС со од Крива Паланка, како и големото присуство на граѓани кои навистина ги слушаа нашите упатства, правилно се распоредија и го изгасна и го локализиравме пожарот. Пожарот го локализиравме некаде околу 18 часот, да целосно го ликвидираме 19 часот. Потоа останавме стража, имаше доста стари стебла кои што беа полегнати по земја, беа шупливи и гореа, така да моравме да останеме на ПП стража заедно со шумското стопанство и раководителот од дирекцијата за заштита и спасување, како и раководителот од Центарот за управување со кризи, кои беа на лице место на пожарот. Останавме некаде до 11:30. По целосното ликвидирање на пожарот во 11 часот и 30, ние се повлековме во територијалната противпожарна единица. Командирот, иако се уште уморен, не штедеше енергија во деталниот опис на ситуацијата, која според неговите зборови, благодарение на масовниот одзив на локалното население, но и за прв пат при пожар на терен, најде на одзив од страна на околу 50 на жители на Крива Паланка, кои без пардон, храбро и пожртвувано веднаш се мобилизираа и отидоа на терен, а помогнаа многу. Пожарот кој завзема поголем обем, брзо беше локализиран и подоцна ликвидиран. Ние имаме информација дека многу граѓани на Крива Паланка се мобилизирани и се отидени на самото место на пожарот. Дали тоа беше по ваша интервенција или на другите надлежни органи?
За присуството на граѓаните, просто овој пат сум изненаден и сум им многу благодарен за нивното несебично залагање, бидејќи сите што слушнаа, дали поради близината на пожарот во тоа населено место, бидејќи има со патишта, асфалтирани асфалтниот пат, многу граѓани дојдоа на лице место. Ние разговаравме со председателот на местна заедница, званично кметот, Бранко, кој успеа да ги организира таму луѓето, да побара помош од нив. Бранко, комуналниот инспектор што е во општина, дел од нив успеа да соберат одредена група на граѓани и да присуствуваат. Просто сум изненаден. Некаде околу 50 луѓе имаше дојдено и луѓето активно учествуваа во гасење на пожарот. Ние полно пати имаме луѓе кои се присутни на терен, но тие само сушност беа гледачи, сирџи, како што ги народски кажано. Меѓутоа, овој пат луѓето навистина си ја завршија својата работа. Опожарена површина некаде има околу 15 хектари, материјалната штета дополнително ќе се утврдува. Господинот Коцевски по изјавата ни демонстрираше како се врши мерење и проценка на опожарената територија, благодарение на онлайн деталниот увид на катастарската мапа на теренот. Имавме можност да погледнеме каде настанал пожарот, како се проширувал, кој дел од локациите биле опатени, од каде бил пресечен и се останато. Овие куќи внатре, таа куќа таму не ја зафаќа, овие ги зафаќа, се спушта, овие се тука изгорените куќи, ова е изгорената, ова е делумно оштетената, да. Делумно оштетената спаѓа тука до овие куќи. По ливадата се движи десно, ја зафаќа оваа мала борова шума, по ливадата тука, оди тука е пресечен, спаѓа долу во долот, место викано Гоцева Бавча. А тука дали има искачено кај куќите, дали ме десно, да, куќите се во обгореното, меѓутоа тие куќи тука се спасени. Значи ова е до тука и овие куќи доле тука се зафатени во изгореното се. А дали се оштетени тие куќи? Не. Значи тоа тука како оди на горе, да, тука беше ова овде доаѓа и овде се врши. Значи тоа е било многу близко до црквата. Колку површина има, за прилика? Сега некаде околу 15 хектара и 800. Како што спомена командирот, за среќа, иако една куќа на постар жител која била населена изгорела целосно, жртви нема. Била зафатена уште една куќа, но истата е спасена, при што настаната е помала материјална штета. Бидејќи постоела опасност пожарот да се прошири кон куќите, заради превенција била повикана и итната медицинска помош, за да евакуира една неподвижна повозрасна жена, но подоцна, благодарение на брзата и навремена интервенција на сите инволвирани во гасењето на пожарот, отстранета е опасноста за ширење на истиот, а пожарот е локализиран и ликвидиран на 11 септември пред полноќ. Кога говориме за пожарите, овде не можеме да не споменеме дека непол месец по одржувањето на теренската вежба Трново 2012 на Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка, на која со помош на Центарот за одговор и действување при катастрофи беше симулирана пожар ситуација со евакуација и изгрижување на населението со цел обука на тимот за одговор и действување при катастрофи при Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка, се случи пожарот во селото Трново. Од тука, уште еднаш ја истакнуваме огромната важност од постоење на ваков тим на нашата општинска организација, кој се вклучи логистички во пожарот во село Баштево. Пожарот е природна непогода, која неконтролирано и стихино може да се прошири, а ваквите тимови, обучени за евакуација и изгрижување на населението, не се знае, не дај Боже, кога ќе затреба да интервенира. Со надеж дека не ќе мора повторно да говориме на оваа тема, напоменуваме. И овој пат, одговорен за пожарот е човечкиот фактор, а надлежните органи работат на откривање на причините.